Гоце Делчев, клошар. Кој е бе Гоце Делчев? Ај реално да збориме, која битка ја добил Гоце Делчев? Зошто Гоце Делчев? Книга некоја да не напишал Гоце Делчев, а Гоце Делчев. Шо ке ни е Гоце Делчев? Си правиме искрено муабет. Една битка не добил, а искрено каже. Ова се зборови на господинот Рубин Зенон, член на ЦК на СДСМ. Во ЦК од партијата на египтјаните, на фараоните. Зенон Рубин. Да ве прашам, на вашиве членови, Филипче, вклучувајќи ти тебе, редовно зимате терапија? А? Дали воопшто имате диагноза официјално и дали воопшто сте ставени на некоја терапија? Да ве прашам вака. Како планирате, Филипче, некогаш во иднина да дојдете на власт со вакви египтјани во вашите редови во Централен комитет? Сигурно ме заебаваш, а? Наративот ист, како кога бевте на власт, кога ја продававте Македонија на бугарите и на грците. Вашиот Рубин Зенон. Ист наратив, потполно. Што кој ќе се замараме со историјата? Да го оставиме тоа на историчарите, народот, ние треба да си живееме меѓу нас. Па јас имам прекрасни пријатели во Бугарија. Рубин, твоите прекрасни пријатели во Бугарија, со што ја заслужија таа прекраснотија, а? Кои се тие прекрасни пријатели, можеш да ни ги наброиш? Дали се тоа истите тие кои што велат дека Охрид е бугарска престолнина? А, Рубин? Рубин, имам право, како македонец, кога си го извредјал максимално, ти треба да добиеш тужба сега од целиот македонски народ. Говно едно. Не знам какви навреди не ми навираат на уста да ти ги кажам. Ама говно е најприкладна. Со В на скопски. Со кое право бе ти ја продаваш историјата на македонците, а? А не си ни македонец по род, по крв. А? Со кое право ја продаваш? Со кое право ме продаваш мене? Тоа значи дека ти утре, под предпоставка, што е невозможна да дојдете на власт, пошто си ти во ЦК на СДС, дека ти без проблем ќе потпишеш што сакаат бугарите. А? И вие као нешто сакавте во устав, египтјани, нешто вие нема, нешто сакавте вие во устав, бар со Бугарија да влезете. Вака ќе влезете бе, Зенон, а? Вака планираш? Вака ви у СДС планирате со вакви во ЦК да дојдете на власт? Пак ќе прашам, ме заебавате, така? А? Знаете што изјавуваат вашиве членови на ЦК подкасти? Сте ги провериле подкастите? Што зборат? Како дотичниот Рубин Зенон, а? Дали сте ги провериле? Вели, која битка ја добил Гоце Делчев? И кој е тој Гоце Делчев? Која книга ја напишал? Абе, вошко една. Гоце Делчев од Куршум загинал. Кретен. Дали знаеш дека од Куршум загинал? Во селото Баница, Егејска Македонија, опколен од неколкукратно поголем турски аскер. А? Која битка ја добил? Па да ти кажам, не морал ни да добие битка. Што е битно која битка ја добил? Еве, дури ни една да не добил битка. Што е битно тоа за неговата револуционерна фигура, за неговото револуционерно дејствување, за неговото македонство? А? За идеалот што го промовирал? Вошко една! Светот го разбирам како поле за културен надпревар меѓу народите. Тој не сакал да води војни. Морал. Затоа што сакал својот народ да го види слободен во своја држава. Говно едно смрдено. Книга не напишал као тебе?
А? Говно! Че Гевара напишал книга? А? Па го знае цел свет. Секоја втора будала у светот носи мајца со Че Гевара или појма немам капче Че Гевара или не знам јакна виетнамка со Че Гевара апликација амблеми. Говно едно. Да редам други? А? Ченто напишал книга? А? Според тебе, ако некој не напишал книга, треба да го помножиме со нула, нели? Екс катедра. Академски револуционери кои сега што ги има. Најаки се. У парламент, на факултет. А рецимо животот не пипнале појма неам М48 пушка. Па не па да пукнат. Еве од застава, долга деветка или 763, колку беше тој калибарот. А? Значи, според тебе, некој книга треба да напише за да биде, појма немам, икона на основоположник, идеал на една држава. А и сега вака да те прашам, пошто имаш многу прекрасни пријатели у Бугарија, преку Куров сте ми сите дојдени да ти кажам, Зенон. И вие овие бугарашиштаваш имаат портали овдека шо постираат секој ден глупости, бугарашки измишлјотини, лаги, монтажи, сечено, лепено, монтирано, измислено. Ај вака да те прашам, дали бугарите во својата химна го спомнуваат Гоце Делчев? А? Говно! Во македонската химна се спомнува многу јасно името Гоце Делчев. Дали тоа некој го ставил во македонската национална химна затоа што не напишал книга? А? Што требаше тебе да те ставиме у химната македонска? Затоа што си напишал книги? И не знам тамо што си по професија, може си историчар, немам појма, ама нешто споминеш у подкастот, книги имаш напишан. Имам ја, будала една неопеана. Треба ја у химната да влезам? А? Поише имам шанси од тебе, искрено. Ама нема везе тоа. Шо мисли, зашо Гоце Делчев влезен у македонската химна? А? Зашо се борел за слободна Българија? Или секој втор збор му бил Македонија? За какво соочување збориш на македонските историчари? Зашо, со кого да се соочат? А? Со ние креатурине на лаги во Софија? 80% што се членови на бугарските разузнавачки служби, а што работат, што имаат катедри, професорски. Со тие треба нашиве да се соочат. Демек да сме се соочале со историјата. За да сме виделе каде ние сме граделе мит. Невистина. Извинете што митот го поврзувам со невистина, не сакав. Митот е во суштина света приказна. Приказна за настанокот на светот, за кур се тресе во ладна вода и така натаму. Не знаеш ни да се изразиш кој што треба. Кога сакаш да кажеш лага, кажеш мит. Митот е света приказна. Затоа се поправив. Кога сме кај лагите, ние говно едно не треба да се соочиме со никој и со ништо за ниедна работа. Ние си имаме приказна за нашето постоење, овцо една. Каква е, таква е. Наша е. А шо? Ти се повикуваш тука како авторитет да кажеш колку е таа вистинита, а колку не е? Демек шо, на твоите прекрасни пријатели во Бугарија е приказната највистинска на свет. Така? А? Ајде уште еден факт. Говно едно. Да беше Гоце Делчев бугарски син, бугарите ќе дозволеа неговите коски да се пренесат во Свети Спас, 45-та, која година беше тоа, а? Да беше нивни бугарски син. Ке рече, оке бе, нема проблем на комунистите, на Ченто, на појма неам, на Брашнаров, нема проблем, на Михајло Апостолски генерал, нема проблем. Нема проблем. Еве ви ги коските. А, да беше бугарски син, така ќе им ги дадеа коските да се пренесат свечено. Со масовна свеченост во Скопје, со колони, со народ по улици собрани да го пречекаат. А?
Кој ја фризира историјата говно едно? Мисирков го спомнаш да ме кебе, оке бе, Гоце Делчев, шо е битен, нека биде бугар. Мисирков е македонец. Па и Мисирков ти го сакаат бугарите. И за Мисирков кажуваат дека е македонец, дека е бугарин. А човекот на 17 места во книгата за македонските работи пишува на 17 места. Тропам се нормално, на повеќе места пишува. Македонците треба да се чуваат од бугарскиот, грчкиот и српскиот хегемонизам. Тоа ќе го напише некој што е бугар? А? Така. Бугар бил изваден од некои изјави тамо на Малешевскиот војвода пише олти сме българи, изваден од контекст. Тоа ти се твоите прекрасни пријатели у Бугарија. Една реченица без претходниот дел појаснет ја вадат, оти сме българи. А не е важно што он претходно кажал, оти ако правиме вака, ако не го направиме ова, ако не го направиме она, ако не го направиме она, ќе не направи дека сме българи. Сакаа да бидеме българи. Ке речат оти сме българи. Ама не е битно тоа претходното. Битно е што ние си фризираме и си правиме како сакаме, така? А? Зенон. Дали бугарин што се борел за свободна Българија би кажал сакам кога ќе умрам или ако загинам од куршум, кај да загинам, моето тело еден ден да биде пренесено во престолнината на слободна Македонија. Тоа бугарин ќе го каже бе, говно едно, смрдено. А? Која историја ја фризираме ние? Ама книга нема напишано, така? Јебем те глупа, кај ги наоѓа. Абе, вие у СДС, вие не сте нормални жими, вие сте ретардирани од прв до послед. Да не ве вреđам, во Централен комитет вие говново бе. Или како го викате тоа? Највисокото тело партијата, ме заболе пичкава. Јавно, после све што ви се случи, после губитокот на изборите, после дебаклот што го доживеавте и што го доживувате секој ден, вие ставате во Централен комитет, тип кој што не е македонец и кој што го негира постоењето на македонскиот народ, тоест постоењето на неговиот, тоест само свеста на најголемиот негов син, човекот што во својата глава го носел до последниот секунда од својот живот идеалот за слободна македонска држава. Ваков имате у Централен комитет да вјебаме ретардираните да вјебам. Вие заслужувате со клоци да ви избрхаме од овдека, а не уште да плаќаме за вас да функционирате као партија. Неам зборови. Мене Сабајле кога ми го пратија неговиот дел од неговиот подкаст, што има лупетано. Сега, после све што им се случи, дечки, Делчев идеал нека ви биде у животов, понатака. Кој ќе ги видите СДС на било кое гласачко ливче, пречкртајте ги одма. Тој, Филипче, ќе збори, со кое право бе збориш ти за национални интереси бе, Венко Филипче, кога имаш вакви говна у своите редови. Што од позиција на некое малцинство го понижува, го навредува македонскиот народ, тоест неговиот најголем син. Човекот што го фрлил семето на Северна Македонија, на слободна Македонија. За вие да ја посеверчувате после. За да се спрдате со него. Да се нарекувате северни македонци. Да викате не е проблем бугарите во уставот. Кои бугари? Бе? Оние јадни изроди што бугарите ги потплати и ги купија за да се пише дека се бугари. Истиот спин го користите како кога бевте на власт. Што е бе битно тамо што било у 19 век? Тој ти го кажеш говно едно у подкастот. Како бе што е битно?
Зошто им е тогаш битно на бугарите, ако уопште не е битно според тебе и според сите вас у СДС, овој е стар спин. Зошто бе на нив им е битно? Си ја чукнал таа твојата празна тиква? Зошто им е на нив битно, ако е толку небитно? Зошто за нас да е небитно, а за нив да е битно? Говно едно. У моје име ти ќе одлучуваш дали ја ќе се наречам ова или она. Колку училишта говно едно имаше до 91 година што се викаа Гоце Делчев? Колку булевари, колку улици, колку институции, колку стадиони, сали, спортски, колку до 91 само ти зборам. Колку имаше у Бугарија бе, говно едно, што се викаа Гоце Делчев. Колку имиња имаше во Македонија на машки деца што ги крстеа Гоце, колку имаше у Бугарија. Ти мене ќе ми кажуваш дека треба да се соочиме со вистината, која вистина твоите прекрасни пријатели, гомнојаци што ја зборат од Софија, од нивниот центар за лаги, со кој што го заблудуваат светот, дека од нив почнало све, дека и Бинг Бенг бугарин го запалил, па се создала вселената. Говно смрдено. У моје име ти ке збориш. Така и тогаш кога се менјаш име. Други што не се македонци гласаа у моје име. Дека треба да го промениме името. Да не ги редам одредени малцинство. Али у моје име гласа, у името на македонците ни гласаа да се смени името. Кај го има тоа бе? Па ние имаме без у нас бе, како да ви кажам, да ја запалиме планетава што правевте, какви предавства правевте, а не уште да ве вреѓаме. Да ве вреѓаме е мала работа. Кој друг одлучува у име на некој друг? Како може ја да одлучувам у име на некој тамо? Што не сум ја? Нити па припаѓам на негова група, категорија, појма неам. Етничка заедница, појма неам. Како можам ја да одлучувам за него за национални прашања, што се поврзани со неговото потекло, неговата историја, неговото... Кој ти даде тебе право, бе? Вако викнавте у СДС? Овој ви у Централен комитет? Па ќе ве прашам, реторички, ме заебавате, така? Срамота, бе. Бруки сте. Бруки. Вас нема да ви исперат 100 вардари. 100 вардари нема да ви исперат. И очигледно влагате, пошто не знаете кај терате. Не можете склопот во глава да си го смените предавнички и вие по некоја инерција дури продолжувате да се екипирате, да се здружувате, да коалицирате со луѓе кои што ништо добро не му мислат конкретно на македонскиот народ у етничка смисла. Ништо добро не му мислат. Ово е еден од нив. Не знам. Јас сум за тоа и нашите органи на прогон, службите за државна безбедност, Агенцијата за национална безбедност, да го видат подкастов, лесно ќе го најдат. Ја мислам дека треба овој тип да добие веднаш кривична пријава. Веднаш. Ваква навреда. Јас се бајле ми го пуштија клипот. Ја не можев да поверувам што слушам. Овој од партија на египтјаните, од кај таму. Сакаат устав. Мислам дека они уште не се влезени устав. Кој устав сакате? Со бугарите у пакет? А? Со бугарашиве поправу пакет? Ние сме требале со пепел да се посипаме. У нас била грешка. Ние сме правиле лаги, алијас митови, он ги кажа. Бугарите најчестно, највистина збореле. Требало да се соочиме со нив. Како бе тоа? Како тоа народ кој што дошол од пичке си материне, од тамо Азија, тамо Кавказ, Монголија, пичке си материне.
кој што имал ханови, кои што припаѓале на друга религија, друга вера. Кои што го примиле христијанството и јазикот, се словенизирале 2 века по нивното доаѓање на Балканот. Како бе може они мене да ме сметаат дека јас сум нивни? Дека јас имам лажно потекло? Дека јас си го смислам своето потекло, својата самосвест? Како може јас да... Кога ние сме биле веќе тука како Словени, они кога дошле тамо 8-9 век, кога дошле? Тука сме биле више. Не тука, него не газеле предходно со векови војски. Да не одиме до Александар, да збориме ајде од нашава ера. Римјани, Мимјани, Вија Игнација, Кур се тресе. Тука сме биле. Па после дошле Словените 6 век, па сме се и доизмешале. Ај се оди докажи шо, ние не сме биле тука, немало народи тука предадоа Словените. Ама точно многу се знае. Точно се знае кога бугарите дошле овдека. Како татаро-монголско племе. Кога дошле на овие простори. Ние веќе тука разбашкарени сме биле со векови на назад. И сега ние сме биле бугари. Мајката. Ние сме требало да ги смениме презимињата. Од Скиво Оф. А тоа Оф од кај ви е наследено? А? Чие е тоа Оф? Бугарско или наше македонско? Па вие сте го земале. Не знам, вие донесете, драги мои гледачи, следачи, заклучок, гледајте го подкастот. Ја го имам и го пуштија се бајле дел од тој подкаст, не знам ни каде, не ни можев да гледам, пошто се изнервирав. Не знам каде е, се уште некој е тамо во гостува, преку видеолинк мислам. Не знам видете. А уште еден сериозен повик до државата, до органите на прогон, до обвинителството, еве допрен глас, гледате го подкастот, до службите за национална безбедност, овој човек да се викне барам на информативен разговор. Да каже кој него тоа му го пере мозокот и кои се тие прекрасни пријатели што вака фино му ја напуниле главата. И од кои причини, што е најважно, се нашол на тој подкаст за да упатува вакви непримерни, крајно примитивни навреди кон македонскиот народ. Врегајќи го, навредувајќи го пред се јадрото на македонската револуционерна борба. Гоце Делчев.